Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Повторно се навраќаме на темата која што го тангира регионот и особено североисточниот регион Куманово и Табановце, бегалската криза, каде што ние се наоѓаме на северната точка од рутата на бегалците, кои што веќе извесен период се наоѓаат, да кажеме, на затворена граница на Балканската рута во центарот во Табановце. Тука со нас се високи гости, представници од УНХЦР, господинот Мухамед Ариф, инаку представник на УНХЦР. Добро вечер. Thank you very much for inviting me to come. Ви благодарам многу за поканата. И Љубинка Брашнарска од УНХЦР, позната на новинарите како портпарол на оваа институција. Ке ја водим емисијата на англиски поради присуството на високите гости. Каква е моменталната состојба со бегалците во Македонија? Okay, first of all, I would like to thank K3 Television for inviting UNHCR to come and explain the situation with regards to refugees and migrants. The situation today is that I'm sure it's well known to the people who are watching this channel that there have been many developments in the past few months, rather few weeks, when the borders are more have gone towards closure, and there are conferences at the EU level and meetings which has in one way or the other resulted in bringing the flow of refugees and migrants almost to a stop. From the border points from where they were up to few weeks ago entering in thousands, have from those points it's almost stopped, but then there are the other areas within the border area between Greece and Macedonian soil, from where illegally there are crossings that are happening. Сега ќе почекаме на преводот кратко, значи за состојбата со мигрантите ќе објасни господица Брашнарска. Најпрво би сакал да ја искажам мојата благодарност до телевизијата К3 за поканата на УНХЦР да може да дојде и да ја презентира ситуацијата со бегалците во државата. И вашите гледачи што ја гледаат К3 знаат за состојбите, како се одвиваат нештата со бегалците и знаат дека има и промени во состојбата. Границите кои што пропуштаа илјадници бегалци до пред некое време се речиси затворени сега. Има и конференции на европско ниво кои што се одржуваат за да се реши оваа состојба со бегалците, но во исто време има и нерегуларно минување на границите кои што на регуларен пат не можат да бидат поминати. Така состојбата се навистина многу промени, меѓутоа може да се каже дека бегалците не ја користеа Македонија како земја која што би сакале да влезат, туку едноставно како рута низ која што транзитира на нивниот пат кон западноевропските држави, скандинавските држави, како што и самите изјавува во изјавите за медиумите. Моментално ситуацијата е што во Македонија има одредена група на мигранти пред се од Авганистан. Една состојба која што настана претходно, да кажеме некаде пред 3 до 4 недели, кога беше без никакво образложение стопрена границата токму за мигрантите од Авганистана, беа пропуштени само од Сирија и од Ирак. И тие мигранти се на оваа тло, да кажеме, и каква е моменталната состојба, бидејќи постојано сте на терен, постојано контактирате со надлежните субјекти и институции кои што се инволвирани во оваа криза. We know that Macedonia was never used as a destination country, but rather as a transit country. But when when the group of Afghanis were not admitted to cross the border, there was a bigger group of Afghanis that stayed in Tabanovce. What is the situation like now in Tabanovce? I know that you're very often in the field and you have communication with all the institutions working in the field. Yeah, okay, absolutely. This country has always been, for the last several years,
that I have been here. I've been seeing it, and even before my coming here from 2012, I'm in this country. This country has been used as a transit country for the vast majority, or almost all, maybe except very few who officially asked for asylum, but majority of those who came here, entered this country, just came as a transit to pass to the northern country, to Serbia, or cross, entered from the southern border, go to northern border and cross. This is true. Now, actually, what happened with regards to the Afghanis, and it's not only the Afghanis who are stuck, but also there are some Iraqis and some Syrians who are, and there are some other mixed migrants also inside them. So it's they actually they were the last ones, and before that, if you remember, I think if I'm not wrong, it was 18th November when this decision of 3 nationalities actually were implemented, before everybody else was passing, and it was a big flow. And then they made it only 3 nationalities, Afghanistan and Syria and Iraq. And after I think something like 6 weeks ago, they closed between 6 weeks to 2 months. And then again there was a change that the Afghanis would not be. So these were the last one who were supposed to cross. And then the news came from the north that the Afghanis would not be allowed further north in Slovenia or Croatia, by Croatia. So Serbia stopped their entry into Serbia, and that is why now today in Tabanovici we have about between 1,000 Afghanistan, about thousands total about 1,050, around 1,050, which out of which close to 400 to 500 are Afghanis, and the others are different Syrians, Iraqis, and some other nationalities. So these are stuck here, and they still hope that the border will open one day and they will be able to cross. So that is creating a situation at the border that we have, which is under the municipality of Kamanovo, and is affecting this municipality, and these refugees are now held up in Tabanovici. Последните неколку години земјава беше користена за транзит од поголемиот дел од луѓето кои што проаѓа, и тоа е точно дека најголемиот дел од нив само сакаат да поминат од јужната кон северната граница и не сакаат да поминат воопшто време овде. Многу мал број од нив вистински реално побараа азил во земјава за да останат. Најголемиот дел само сакаат да поминат низ неа. Во последните недели има промени. Уште од ноември имаше една промена кога им беше дозволен влез наместо на сите националности како што претходно беше дозволено, им беше дозволен влез само на 3 националности, на сирици, ирачани и афганистанци. А отпред тоа беше во ноември, а сега отпред отприлика 6 недели, кога Словенија и Хрватска најавија дека нема да ги пропуштаат повеќе афганистанците, србите не ги пропушти афганистанците кои што од последната група требаше да поминат натаму, и со тоа во Табановце остана неколку стотини афганистанци. Во моментов во Табановци има околу 1050 лица, од кои помалку од половина се афганистанци, останатите се сирици и ирачани, и помал број има други мигранти. Значи, кои се насоките на УНХЦР во насока на справувањето со бегалската криза и точно во овој регион, да кажеме во Македонија? Веројатно имате некој искуство од Србија, па и тука може да се пренеси од Грција. So what is the guidance of UNHCR in terms of how to deal with the refugee crisis? And you also have information how it's being dealt with in Serbia and in Greece. Yes, okay. Let me first of all little bit take you in the history that for this country, it's not been the first time it's receiving refugees. No. It has been in the past
hosting a much bigger number, hundreds of thousands of Kosovo refugees came here. Before that, there were Bosnian refugees, were 60 to 65,000 Bosnian refugees were hosted. And then now with this new influx, new crisis also, I would say Macedonian people, Macedonian government, Macedonian civil societies, non-governmental organizations have played a very important role and very positive role, especially the people of this country, and then within, of course, the people, then you have the people of those municipalities which were directly affected by this, and Gevgelija being one, and then of course Kamanovo being the second one, and then there are the others which are on the way between here and Gevgelija. There are Veles, and there are the other ones. So, and all these people from these municipalities have played a very important and, as I said, a very positive role in welcoming them and supporting them through the civil societies, through the non-governmental organizations, for which I really would like that this is a historical moments, historical chapters for the country that it has played in welcoming them and giving them support and helping them in whatever way they could. So that's one very positive comment that I would like to make, and I would like to congratulate the people of this country, and especially those who are directly involved, for doing a very good job. Now the second thing, how UNHCR would see to deal with this situation. Actually, we as UNHCR, what we would like to see, there is one thing which is important here. UNHCR does not decide the provision of international protection based on nationality. It should be based on the case of a person. We cannot, these are the decisions which are made by other institutions, not by UN, that which nationality can, which nationality cannot. This is not how UNHCR works. UNHCR works based on the merit of a case, whether he is from a country, country B, country C, or is from which continent. It doesn't make any difference for us. We only have to see, because we have procedure, we see a person qualifies for international protection. But these are the decisions which are made by EU, by other institutions. So what we say is that now, for the people, I think your question was with regards to what will happen to this, how UNHCR did. We would like to see that these refugees and migrants, these who are stuck, they have human rights. They have basic human rights. That this should be respected. That they, as long as they are in this country, they should have human, decent treatment. And this is the responsibility of the government. That the government has to ensure, if there are people who are here, government becomes responsible for a decent, human, protective environment. And that's where we're going. We as UNHCR, UN, international, national organizations are with the government from the very beginning to help the government to see how best to find a solution for this. There are the option that is available for them. One of the option is if they would like to ask for asylum, they can ask for the asylum in this country, or they find some other options, like maybe to see with there are programs with IOM where people, if they like to go back to the country from where they came, or maybe to country of origin, some of them, if they want to go back, if there are migrants between them that they want to go back and they're from Africa or Morocco or whatever, then IOM is there with the program that where people, if voluntarily decides to go back, then international organization, then they will be, IOM will help them. Би сакал да ве вратам малку во историјата.
оваа држава има видено многу поголем, има обезбедено престој и прибежје за многу поголеми бројки бегалци. Тука беа босанската криза, беше косовската криза. Во косовската криза стотици илјади бегалци беа најдоа прибежиште во државава, додека претходно во босанската криза околу 60 до 65.000 бегалци се зборува дека е бројката што биле тука во земјава. Така што македонскиот народ и владата и невладините организации досега имаат одиграно многу важна улога во неколку бегалски кризи и тоа се покажува и во оваа бегалска криза. Посебно луѓето кои што веднаш притрча на помош на бегалците се тие на кои што сакам да им честитам, а посебно од општините Гевгелија и Куманово, кои што навистина го понесоа поголемиот дел од товарот од бегалскиот бран, како и општините кои што се на патот помеѓу овие две општини, како Велес и останатите општини помеѓу нив. Но тоа што е важно е дека навистина ова поглавје е многу важно поглавје во историјата на државата. И затоа уште еднаш би сакал да им честитам на сите луѓе што им помагаат на бегалците. Што се однесува на насоките што прашавте за УНХЦР, УНХЦР не одлучува за меѓународната заштита врз основа на националност, на државјанство, на припадност на која било држава или континент. Кај нас важно е дека случаите се разгледуваат на поединечна основа и секој случај се разгледува поединечно според карактеристиките на тој одреден случај. Други се тие институции, Европската унија и институциите кои што одлучуваат врз основа на националност, која националност да биде пропуштена, а која не, тоа не е критериум и стандард на УНХЦР. За нас е важно да видиме дека се додека има луѓе во земјава, се додека има бегалци на кои што им е потребна меѓународна заштита во земјава, како и други лица, нивните човекови права да бидат почитувани во целост и да добијат хуман и достоинствен третман. Државата има обврска, владата е одговорна да им обезбеди на овие лица хуман и достоинствен третман, а ние сме тука да и помогнеме на владата и на државните институции, ние, Обединетите нации, агенциите од Обединетите нации, сите други меѓународни организации невладини кои што помагаат. Секако една можност за бегалците кои што се во земјава е да побараат азил во земјава доколку сакаат. За други лица, например од африканските земји кои што се класифицираат како мигранти, има програми на Меѓународната организација за миграции ИОМ со кои што на доброволен начин доброволно тие можат да бидат вратени со помош на тие програми во нивните матични земји. Да. Дали го користат, да кажеме, мигрантите и бегалците, дали колку се обраќаат до УНХЦР во насока на заштита на човековите права или како овие мигранти кои што беа во еден период кој непречено поминува, барем низ Македонија, бараат од УНХЦР враќање во нивните матични држави и каква е состојбата во и домени каде што има на вистина голем број на бегалци затечени? So have the refugees requested for services from the UNHCR? Have they requested for services to be taken back to their countries from UNHCR? Also, what is the situation like in Idomeni? Okay, let me first of all a little bit more clarify on this nationality thing, how this has come up, because these are different individual countries also decide that whether they accept one nationality or the other. Basically, do you accept economic or just migrants or just refugees? Yeah, well, first of all, I think I'll come back to your initial question. I just wanted to clarify that one point on the nationality, that it's in either institute or individual countries or a group of countries decide, but not UNHCR. Second thing is what needs to be done for these people. Actually,
as I said, there are several options for them. They are still hopeful that the border will open. Yes. This is what they are thinking, that this border is going to open, and they would like to continue their journey. And as I said in the beginning, most of these people, refugees and migrants, they don't come to this country to ask for asylum. They don't ask for asylum here. It's just as a transit. And the same is with this group that is now stranded on the Macedonian soil, is hopeful, and their mission or their objective is to cross, to go to the northern countries and then go to Europe. So they are hopeful, but in the meantime, what we with the government, or the government with us, with the international organization, to see how best to make their stay here, and see if anybody from them would like to ask for asylum. So they are asking asylum? They're a very small number. I mean, they don't ask for asylum here. Actually, maybe out of all, maybe there are 2 families ask for asylum, that they stay here. But then again, sometimes these people, when even they ask for asylum, it does not mean that they will stay here, because if you look at the record here we get information from the Ministry of Interior. Yes, yes. You see, many of those who asked for asylum in the past also did not stay here. You see, they go. But it does not mean that we should not. The government should not have a system here. Should have a system which should be a functioning asylum system, and the country has a good asylum law. This country is one of the country in the region which has a very good refugee law here, and then refugee integration strategy here. And Macedonia has this laws and strategies here, which is very good. And now, so according to them, then their application should be processed and seen this. Okay, that's another thing, that nobody wants to stay here. That's another thing. We all agree that many of them, nobody wants to stay here, except what we as UNHCR, we would like to see that the government gives this option to people if somebody would like, and people have that option. If they want to ask for asylum, they should be allowed to, or they should be given the access for asking for asylum. One. And then your last part of your question was with regards to endemony. Now, I'm sure, I mean, you know, and also the people know that today, but not today, it's for quite some time, Greece has been under a lot of pressure. Yes. It has its own economic problems, internal difficulties, and then on top of that, they have this big influx of refugees and migrants that are coming to Greece. So Greece is today going through a very difficult time. And now, Greece being part of the EU, this is the responsibility of the EU to come to help Greece to see how it can come out of this difficult situation. And there are today, if I say, about 50,000 people in Greece, because every day there are still coming, more people are coming, but and these all have to be processed in Greece. Even if they are returned back, should be a process. You know, you cannot just people send back also. Endemony is one of the most, what is it called, difficult and appalling situation in endemony, where you have between 10 to 15,000 people there, and about 10,000 on the border with the Macedonian border, living in a very bad conditions, you know, without proper sanitation, without proper toilets, without proper water, without proper shelter, and without proper basic human services. And people, and now, thanks God that you have today and yesterday were good days. When if you have rain, then that place becomes miserable. And to have this in the middle of Europe, in a European Union country, is shocking and surprising to see this, because I have worked in many difficult countries in Africa, in Asia, and this is my second in East in the Balkans mission here. I have not seen such appalling conditions
in some of the African countries. I worked in some of the Asian countries, which I'm seeing on which I saw on in Endomoni. But I hope that soon there will be support to Greece, and there will be a system working. There will be this procedure that they have agreed in the EU-Turkey agreement, that they will have a capacity to build either camps. They are building camps, that is done in a fastly manner, and then the applications for relocation, because from the Greece, according to the agreement, there should be relocation going directly people to different European countries. So hope that will take place, that will start moving. It has started, but it needs to be now speeded up because the people, the refugees and migrants in Greece are on the increase. Малку подолго одговор. Да се вратам на информацијата во врска со селекцијата на националности. Уште еднаш. Уште еднаш ќе повторам дека УНХЦР не прави селекција на бегалци врз основа на националности, туку тоа беше резултат на одлуки на поединечни или пак на земји кои што заеднички донесуваа одлуки за да селектираат националности. Што се однесува на луѓето што ги споменавте, што се во Табановце, тие секако се надеваат дека границата ќе се отвори и нивна цел повторно не е да останат во земјава. Ниту пак лицата кои што имаат побарано досега азил во земјава останале. Практично сите од нив веќе заминале и тие кои што допрва би побарале азил повторно не значи дека би останале во земјава. Тоа што е важно е дека треба да им биде дадено како опција, дека имаат можност да побараат азил во земјава. Тоа што е потребно е да видиме еден функционален систем за азил во пракса. Бидејќи земјава има многу добар закон за азил и привремена заштита, исто така има многу добра стратегија за интеграција на бегалци, која што има донесено. Така што тие два документи практично даваат една добра основа за лицата кои што би сакале да побараат азил, да имаат можност да побараат азил, и тоа е нешто што очекуваме власта да им го понуди на бегалците. А повторно ќе речам, не е дека тие би сакале да останат во земјава или пак дека би останале. Дури и тие што би побарале азил, реално би заминале. Што се однесува на Грција. Грција е под огромен притисок. Згора на нивните внатрешни потешкоти што ги имаат, го имаат огромниот притисок од бегалскиот бран. И бидејќи Грција е членка на Европската Унија, одговорност на Европската Унија е да ја помогне на Грција да се справи со бегалската состојба која што ја има на својата територија. Околу 50.000 луѓе се во моментов во Грција според последните бројки, а околу 10.000 се близу до границата во Идомени. Во Идомени навистина состојбата е многу тешка, бидејќи санитетските, хигиенските услови се непостоечки практично. Шокантно е тоа да се видат такви услови во Европа. Бидејќи јас имам работено и во Африка и во Азија, навистина немам видено толку тешки услови во некои африкански земји колку што посведочив самиот во Идомени. Веќе е почната и програмата за релокација од Грција, но програмата мора да забрза. И поддршката од Европска Унија мора да дојде многу побрзо, за да може многу побрзо да се движи и релокацијата, затоа што со ова темпо во моментов тоа не е доволно брзо. Да, мора да се напомене дека одредени европски држави, иако се подписнички на сите конвенции, на сите меѓународни, едноставно може да се рече дека Македонија исто така ги следи во чекори, но одредени држави како што се Македонија, Србија и кои што ниту се членки на Европската Унија се покажа во
подобро светло во однос на земјите членки, не од сите се разбира, туку во одреден дел. Сведоци сме на оние кампови кои што се навистина страшни во Франција, кои се далеку под човечко достоинство. Мислам дека и самите да кажеме бегалци ни раскажуваат на медиумите дека убаво поминуваат дури и во одредени кампови во Грција и кај нас и во Србија, дека им се многу повеќе допаѓа отколку во камповите во земјите членки од Европската унија. We have heard refugee stories that they have found the conditions in the camps in both here and in Greece and in Serbia much better than some of the countries of the EU, like the camp in France, in Calais. Although the EU countries have signed all the conventions, they still, some of them are still much far behind. And one more, и уште едно дополнение, значи тие имат и повеќе средства да бидеме реални. And also to be realistic, they have also more funds than we do, the EU Yes. countries. Actually, I would say the problem of refugees and migrants today is not one country's obligation or responsibility. It's a joint, shared responsibility of the whole European continent, and all the countries have certain obligation and responsibilities in this regard. And it's not one or two countries that can find a solution for the problem of refugees, especially if we Like talk Germany, it's, Austria. yeah, it needs a solution where all the countries, especially the European Union countries, whether they are part of they're part of the EU or they are outside it, they have obligation to come more committedly, more openly to give their share in finding the solution for these people, for these refugees. Then to the conditions of the camps, I would say that here in this country, we, with the government together, as we all of us, international, national, civil societies and government in the lead, established two very good, in a very short time, the reception centers in Venuyuk and in Tabarnusi. And now the conditions, not now, it was, in the beginning was very difficult. Yes, it but was. slowly, it came to a reasonable, decent condition. But again, this one thing which is very important here, and these two centers are purely for transit. Yes. It's not for long-term stay. This is for 6 hours, 10 hours. 10 hours. And it's not for, now you have people who are there for 2 months, close to 2 months. These people living in a place which is for very purely, which was built from the very beginning Just to cross. just to cross, just to stay Shortly. 1 hour, 2 hour, 3 hour and continue. Now to have people there for more than 2 months. You cannot imagine, we cannot imagine how much difficulty these people are facing. For sure, they all are going through psychological, physical difficulties, because you cannot spend 5 days or 20 days or 2 months at the airport or at the train station, because it's like a train station. It was It's like like an a train, airport transit lounge. It's like a transit lounge. So you cannot, imagine if somebody is stuck up in the transit lounge for 4 weeks, 5 weeks, with the family, children, sick people, pregnant women, elderly people, and With disabilities. disabilities, and they are in a transit place. So this is where it is now again the government's obligation, with the support from the UN and everybody, will be to see how best things can be improved for them, wherever, whether this is what we always see, that there should be decent conditions for them, so that they
don't go through these traumas in their when they are here in this country. Some of the European countries, you mentioned your question to what you asked, like Calais and now Calais is not a camp. Calais, what I understand is, because I have worked in Calais, I was there in 2000, and when Calais was, they tried to close it, but then it just comes up by itself, and then of course then the NGOs in the other end come. It's not a established refugee camp. You see, if you have a refugee camp, then you build proper refugee camp. So that is not a refugee camp, and UNHCR has been repeatedly asking European countries in the European Union and all these European countries to have a proper, effective, functioning asylum system. Because what we have seen now is that the systems of the countries, asylum systems, are not functioning properly, which is creating problem. And that's In where the country of European Union? yes, it's not working because I hope it's not too long for the translation. Actually, when the asylum system is working, then you process the application of an asylum seeker in a very fast manner, so that you don't keep people who don't qualify for international protection, and then you work on their return. You see, so if the system is not working, you will have other people coming, economic migrants, you have other migrants coming, taking the place of the some refugees, because refugees have special needs, they have special rights. So we don't want, as UNHCR, that anyone who is not qualifying to take the space of refugee, because refugees have their international protection. So this is where the European Union asylum system needs to be improved. It needs to be made more effective and more efficient, where they can process the application of asylum in a fast way and make decisions, best decision for the asylum application. Проблемот со бегалците не е одговорност на една или пак на неколку држави, затоа што не може една или неколку држави да бидат одговорни за целиот проблем со бегалците. И на истиот начин, на истиот начин и решението не може да дојде од само една или од неколку држави. Туку решението треба да дојде од сите европски земји заедно. И кога ќе речам европски земји, не мислам само на земјите од Европската унија, туку од сите земји кои што се во Европа, затоа што единствено такво едно решение може да биде вистинско решение на бегалската ситуација. Во врска со условите во камповите што ги споменавте. Кај нас за кусо време основавме многу добри два прифатни центри кои што се за краткотраен престој. И тие многу е важно да се нагласи дека се единствено направени за краткотраен престој и за помош краткотраен престој при транзит. Што значи да останат луѓето неколку часа, да добијат одредени услуги, да се одморат, па да можат да проложат натаму. А сега имаме веќе во вториот месец сме како имаме лица кои што веќе втор месец живеат практично во центар за краткотраен престој. Тоа не можам да ви опишам колку потешкоти имаат овие луѓе затоа што условите не се соодветни за долготраен престој. И психолошки имаат проблеми, тоа создава и психички, и хигиенски, и здравствени проблеми за луѓето кои што живеат таму. И би сакал да ова да го споредувам со замислете како би било, например, да треба да живеете на аеродром или пак да живеете на железничка станица, да треба да поминете 5-6 недели на тоа место кое што е исклучиво само за транзит. Значи да, има простор кој што е подигнат за краткотраен престој, но тоа не е простор каде што може да се живее. И сега повторно обврска е на владата, а ние ќе бидеме тука во поддршка на решението со помош на Обединетите нации да се најде решение каде било
што ќе понуди услови кои што на луѓето ќе им понудат подостоинствен третман и однос. Во однос на камповите што ги споменавте во Европската Унија, во врска со кампот Кале, посебно во Франција, морам да посочам дека Кале не е камп, не е официјален камп, бидејќи има поинакви процедури и постапки кога се гради еден камп за бегалци. Кале е една, да речеме, дива населба која што никнува сама од себе постојано. И тоа што УНХЦР постојано го бара од земјите од Европската Унија и од сите земји насекаде во светот е да направат, да изградат функционални системи за азил и за меѓународна заштита. Бидејќи само функционален систем за азил може да биде брз и ефективен и ефикасен систем за азил. Доколку функционира системот за азил, тогаш лицата кои што немаат право на меѓународна заштита би добиле одговор многу побрзо и би биле вратени многу побрзо и на тој начин не би се поттикнувале нови лица кои што немаат право на меѓународна заштита, односно лица кои што тргнуваат од економски побуди, да ги заземаат местата во системот за азил кои што се исклучиво наменети за лица бегалци кои што имаат поинакви права според меѓународното право и кои што имаат многу поинакви потреби според меѓународното право. Така што мора да се направи поделотворен и пофункционален систем за азил насекаде, посебно во земјите на Европската Унија, а со тоа би се решиле и многу од проблемите со кои што денеска се соочува Унијата. Македонија се подготвува, да кажеме, на доброволна основа да врати одреден дел од бегалците сместени и имигрантите сместени во Табановце во Винојуг, за да може да се растерети и притисокот што го има Табановци. Самите рековте дека тоа е транзитен, неприфатен центар. На овој начин се смета дека ќе се обезбеди еден похуман третман кон бегалците, но што ќе биде и како се очекува да стартува оној процес на враќање во Турција, односно во она што го донеса земјите кои што се договорија и Турција прифати одредени насоки на паствија од државите, не би рекла од Обединетите нации, туку повеќе од државите од Европската Унија. Дали сметате дека ќе почне наскоро да функционира и дека оваа состојба ќе заврши на таков начин одреден дел на бегалци да бидат прифатени во Турција, одреден дел да бидат префрлени во нивните посакувани дестинации? The country has already started moving part of the people from Tabanovce on a voluntary basis to Vinoyuk, because, as you mentioned, Tabanovce is a transit center and not a reception center. So, and that should provide for more decent conditions for the people in Vinoyuk and also relieve the pressure from Tabanovce. But also, what's the prognosis, what's the projection about sending people back, whether to Turkey, according to the EU-Turkey agreement, or onwards to the countries of the European Union? Yes, okay, first of all, both the centers in this country are transit center. Transit center. Now, Vinoyuk is slightly better because it's much better, it's much bigger, it's with the, it has more facilities, it has more services than Tabanovce for sure, and this is why it's a good sign. It's a good to make their life better. They stay better here. Vinoyuk is better than though Vinoyuk by itself is again a transit place, but it's better than Tabanovce. That's a good move, and the government is doing it with the voluntary and all this in a proper way. Some of the refugees are not willing to back. Yes, because they don't want to go backward. They want to go forward. This is what they've been sitting next to the border of Serbia. Now, return to Turkey, or what needs to be done. You see. What's the main cause of disagreement between you and Turkey? They say that we understand it, but we don't understand it. They have to back some refugees. They have to transit. UNHCR
is not a party to this. I understand that. And we also don't know many of the details of the agreement. This is between European Union and Turkey, and there is they have worked it out between them. We, as UNHCR, have certain concerns, which is that returning people in groups without looking at their situation, whether their return back to Turkey would entail or would bring them some protection problems or security problems and all that. That for us, we would say, is not really the right way of doing it. But this is the agreement between the EU and Turkey. UNHCR would like to see that the rights of refugees are protected or ensured by any the rights of refugees, which is also provided in the European Union standards, is ensured by the agreement or by any agreement. This is what UNHCR's position is, that we don't want people or any agreement or any kind of what do they call it, deals or agreements should have any violations of human rights or rights of refugees. That it should not happen. So this is one. And second thing is, when we talk about return, now return, there is a way of returning people. You cannot just push people. Them. You cannot push people back. Some legal agreements or some. You see, we as UNHCR, we don't have, as I said, we are not party to this agreement. We are not part of this. What are your proposition? I mean, what we yes. Proposed. There is a way of returning people. There is a procedure that you have to see in the details with the person whether he or she qualifies to have international protection or no. Suppose somebody does not qualify for international protection, then there is a way to return that person with the dignity in a human and a dignified way back to wherever. Either you send them to Turkey if you are sending, or if you send to the country of origin. Because as I said, IOM has a program of voluntary return to the places, and there are some people who wants to go back to their country. So then IOM will do its own procedure, and then they send them to. So there is, you see, now two things. One, we say UNHCR refugees have special refugee some rights, but there are the others who also are human beings. The migrants, they have certain human rights. So you can, so this is, and there is a way of returning for sure. I don't think we can go into that detail now, but there is a way that when you return people to some countries or countries of origin, then you take care of certain things before you move them. You see, so this is why we say just don't move people like that, because you don't know, whether by sending them like that would be good for them or not, or it will be insecure, or it can be problematic for them, or from there they feel that they will be pushed back to their country, and then where their life is in danger. So that is why this is called reforma. So then there is no reforma back, and UNHCR is always advocating against people being reformed, or people there should be no reforma. And this is where we say it should be looked into. Always when you return people, you have to be very careful, and you do certain procedure before you return. So you cannot just push back. Basically that's what on the return, and then we can move on further. Yes. Во врска со прифатните центри Табановце и Винојуг, во суштина и двата центра се за краткотраен престој. Винојуг е нешто подобар од Табановце затоа што е поголем, има повеќе градби, има повеќе услуги каде што им се даваат на бегалците, но не треба да правиме забуна дека воопшто во Винојуг
во Вино Јук е за подолготраен престој, бидејќи и Вино Јук исто така е направен за краткотраен престој како и Табановце. Сега, како што и вие рековте, многу ова се прави на доброволна основа, враќањето во Вино Јук со цел да добијат повеќе услуги и подобри услови, но дел од нив не сакаат да се вратат кон Вино Јук. Зошто? Бидејќи во суштина тие не сакаат да се враќаат наназад кога целта им е да одат нанапред и на север, затоа што на тој начин се плашат дека ќе бидат подалеку од нивната цел. А во врска со враќањето во Турција, морам да посочам дека УНХЦР не е дел од договорот помеѓу Европската Унија и Турција и јасно ги изложи своите точки на загриженост, посебно во врска со точките каде што се споменува враќање луѓе во групи, затоа што правата на бегалците мора да бидат заштитени и да бидат гарантирани со овој договор, но и со секој кој било друг договор или механизам кој што ќе биде договорен од страна на државите. Например, принципот за невраќање мора да биде почитуван. Пред да се почне со враќање, мора да се постават сите механизми за заштита за да бидеме сигурни дека нема да им се случи нешто на бегалците откако ќе бидат вратени во, да речеме, во Турција, бидејќи принципот на невраќање значи дека од Турција тие не би биле вратени повторно во нивните матични земји каде што има војна. А за да бидеме сигурни за тоа мора да има механизми претходно спроведени, за да бидеме сигурни дека нема да им се случи враќање во нивните матични земји каде што има војна. Заради тоа, кога зборуваме за враќање, мора да се преземат прво мерки за заштита пред да почне враќањето. Не може само да се случува враќање без претходно да се размислува што се би можело да им се случи откако ќе бидат вратени таму. Има две нешта кои што треба да се испитаат. Прво треба да се види дали на индивидуална основа, повторно на поединечна основа, не на групна основа, на индивидуална основа секој случај треба да се провери дали се квалификува за меѓународна заштита или не. Доколку се квалификува за меѓународна заштита, имаме работа со бегалец и бегалците имаат посебни права според меѓународното право. Доколку не се квалификува за меѓународна заштита, Пак има право. повторно имаат права, имаат основни човекови права мигрантите, така што и на мигрантите не може да им се одрекуваат или да им се ускратуваат нивните човекови права. И заради тоа и тука доколку сакаат да се вратат мигрантите, има програми на ИОМ со кои што програми тие може да бидат вратени, но пред да бидат преместени мора да се преземат сите мерки на заштита да бидеме сигурни дека кога ќе бидат вратени нивните права ќе бидат целосно почитувани. И тоа треба да биде правило за секој договор што ќе биде потпишан, не само за овој договор, кој што повторно ќе нагласам дека УНХЦР не беше дел од сочинувањето на овој договор. И за крај само, значи, не интересира кои се предвидувањата на УНХЦР како ќе се одвива бегалско-мигрантската криза. Веројатно нема да запре тој бран наеднаш, ќе потрае некоја година, и кои се препораките кои ги давате до државите низ кои што поминуваат и во кои сакаат да одат самите бегалци и мигранти? First of all, what are your predictions about how this refugee and migrant crisis will continue? It will most probably continue. It will most probably not stop abruptly. It will take some more years. And secondly, what are your recommendations to the countries, both the destination countries and the transit countries that the refugees are using? Yeah, okay. First of all, the flow of refugees and migrants, even if there are fences and there are borders closed and all that, for sure it will continue. It has proven again and again that these things will not prevent. The only thing would be that it may not be in the way it was up until now. If it's more strict here, then they will go to another direction, and the more you have restriction, the more you have closure of borders, people will find other ways. They will find not only find other ways, but also they will go through other means which will be illegal, which will be through smuggling, through
mafias, through gangs, and this will cause much more Problems, hardship and difficulties for them, no doubt to this. Secondly, what is very important is that all countries should be ready, should be prepared if people, refugees, migrants come to their country, that there is a system in the country. If they come in any country, the system takes care of them. This is where, in a civilized world, in a developed world, in a cultured societies, governments prepare themselves for any kind of crisis or situation. So all the countries, whether they are in the route or they are destination countries, need to be prepared for it. Because if you look at from where these refugees are coming, they are coming from, they are, how many, 90% of them, 90% are coming from the war countries. They are from where there is a war, where they are coming, majority of them are coming from Syria, from coming Iraq and Afghanistan. And all these countries are having war, especially Syria now, and then the other countries also have war and insecurity in those countries. The problems in those countries, the wars still continue, number one. Number two, people have stayed, say, if we talk about Syria, have stayed for the last 5-6 years now in the camps, and the war is still happening, and there are more displacement today, now in Syria. And then you have people in millions in Turkey and Lebanon and Jordan, in Iraq, and also in Egypt and different countries. So there is no hope also for them to go back. And the ones which are in Syria, there is a war. So they also want to come out. And then the same thing, situation in Afghanistan is also not settled. The situation in Iraq is not settled. There is a problem in that. So what most probably is going to happen is, because the problems, the main problems in the countries of origin is not solved, problem still remains, so people will move. And then there is a lack of funding in the countries where the first asylum countries, and the living conditions and the facilities, education and all that is not enough for them also, so definitely people will move. Now which direction they will go, that we will see, but the flow will continue somewhere. Now what we are saying is, if they come to this country, we should be prepared for it. If they come and cross the border from somewhere, not from there, not the main border is closed now, if they come from somewhere, then the country, there is, as I said, human rights of these people. This country, all the countries have obligation, legal obligation, moral obligation towards these people, because these are human beings, that they are treated humanly. And then, as I said in the very beginning, that there is a system in each and every country to see how to take care of them. And that is what we are saying, that these countries, all the countries, should have proper, effective, functioning, expeditious asylum system, which should be able to take care of them whenever, in whatever number they come, that the system takes care of them. Бегалскиот и мигрантскиот бран дефинитивно ќе продолжи да тече. И дефинитивно оградите и контролите на границите нема тоа да го спречат него. Ќе се најдат не само други патеки, како што вие посочивте, но и други начини како да ја поминат патеката. Ќе се активираат и мафијата и криумчарите, а тоа сето ќе донесе само поголемо страдање на бегалците, што е навистина за жал. Тоа што сите земји треба да го направат, треба да се подготвуваат,
ако до нив дојдат бегалци, да имаат систем со кој што ќе може да ги прифатат и да им да одговорат на нивните потреби согласно законите и меѓународното право. Сите цивилизирани земји треба да работат на тоа да имаат системи и да се подготвуваат за секакви можни ситуации и состојби кои што може да се случат во нивните земји. Ние во бегалскиот бран и до 95% од нив знаат се од Сирија, Ирак и Афганистан, а тоа се земји кои што се погодени и разурнати од војни. Неколку работи кои што ќе влијаат да продолжи бегалскиот бран е прво тоа што војните продолжуваат. Војната продолжува во Сирија, а војните продолжуваат и во Ирак и во Афганистан. Второ нешто е што веќе 5 години сириците живеат во кампови во околните држави Турција, Либан, Јордан, Ирак и Египет. Трето нешто е што финансирањето во овие држави е многу слабо и тоа представува голем проблем. Земите од првата линија околу Сирија не се доволно финансирани за да го издржат тој притисок. И главните проблеми во суштина не се решени ниту во Ирак, ниту во Афганистан, ниту во Сирија. Сега, ако дојдат овде, тоа што е препорака за земјата е дека ако дојдат овде бегалци, треба да бидеме подготвени за да ги прифатиме. Треба да се има на ум дека мора да им се испочитуваат човековите права, мора да се испочитуваат нивните права и тоа е од една страна правна обврска на државата, но исто така и морална обврска на секоја држава. Така што тоа што апелираме е да има систем во секоја една земја за кој што е брз, кој што е функционален, кој што е делотворен и кој што ќе реагира брзо и ќе може да им одговори на потребите на бегалците. Така, јас ви благодарам што бевте наш вечерашен гостин и се надевам дека ќе допре овој ваш апел до сите останати држави, вклучително и Македонија, да се надеваме дека ќе се реши ситуацијата најбрзо што може, меѓутоа тоа не реалните позиции не водат на такво брзо решение. Во секој случај мора да се потенцира дека голем дел од државите навистина се справуваат хумано и нудат хуман третман на бегалците, особено Македонија, со оглед на фондовите со кои располага, со оглед на речиси никаква помош од Европска унија. Thank you very much for your time, and we need to emphasize that many of the countries are humanely dealing with the refugees, especially Macedonia, especially having in mind the lack of funding that it has. Thank you for coming. Yeah, thank you very much for having me. For sure, I would like to just make one, as I said in the very beginning, Macedonian people and the government have played a very important role in this whole crisis that has gone through here, and it has made sure that the refugees and migrants are giving basic and good services, and I must thank the people of this country and then the civil societies along with the government, of course, and we are very closely working with the government in every refugee crisis, and so the people, the civil societies, the non-governmental organizations have played a very important role in providing support to the refugees and migrants from the very beginning, from the very start of the crisis. Even before, when it became big, the civil societies were there and helping, and before the other organizations came, or international or national, and the UN, even many, before them there were the civil societies which were taking care of them. That was before the 18th June when the law was passed. Before that it was mainly the civil societies and the people of this country, and they have really very generously come out to give their support and share the responsibility and provide the basic help to those who are transiting and who pass through this country, and for which I would like to congratulate them and
and commend the good job that they did. And of course, thank you very much for having me and We will coming call to you explain all this. once more Okay. if the Thank you very crisis much. continues. Thank you. Да, уште еднаш би сакал да ви се заблагодарам за поканата и како што почнав на почетокот би сакал така и да затворам на крај со пофалба и со честитки пред се до народот, до луѓето и до до сите невладини организации кои што први притрчаа на помош на бегалците уште пред да почнат меѓународните организации да се вклучуваат, уште пред 18 јуни кога беа донесени измените на законот за азил и привремена заштита, уште од првиот ден кога имаше бегалци и мигранти во земјава, луѓето одовде и невладините организации притрчаа на помош, а тоа секако беше и во услуга и во корист и на владата, и како што и ние ја поддржуваме, така и невладините организации ја поддржуваат владата, за да им излезе во пресрет на барањата на бегалците во државава. Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам за вниманието, имате пријатна вечер.